Новите реформи го враќаат стариот модел. По 15 години Министерството за здравство најавува нови програми за специјализирање на лекари. Овој потек треба да го пополни недостигот од медицински кадар, особено во внатрешноста на земјава. Фокусот се става на општите специјализации за лекарите да може да лекуваат повеќе состојби, а потоа доколку сакаат и да субспецијализираат во зависност од потребите на здравствениот систем. Се напушта логиката на премногу тесни профилирани специјализации како почетна точка и се гради силна општа клиничка основа врз која потоа рационално ќе се надградува преку субспецијализации. Тоа значи прво стабилен интернист или стабилен, например, општ хирург, а потоа таму каде што има потреба процесот се на образование ќе продолжи со кардиологија, гастроентерохепатологија, ендокринологија и други области како субспецијализации или надградба на системот. Од медицинскиот факултет велат дека за да се покријат болниците во внатрешноста и да не мора пациентите да патуваат во главниот град, потребни се лекари со поширок опсек на познавања. Тоа е многу подобро да располагате со кадар кој што е со лиценца за општ интернист или хирург, кој што може да дава многу поширок диапазон на услуги кон пациентите, кои што во крајна линија и се доволни за онаму каде што тој колега, хирург или интернист работи. Од лекарската комора потврдуваат дека сегашните модели на специјализации не функционираат во пракса. Што се случува во нашата реалност? Ако на итна служба дежура ендокринолог и дојде пациент со инфаркт, он знае, да кажеме, да го истретира, но ако се случи нешто со пациентот, он не бил соодветен доктор да го третира пациентот. И тука колегите со сиот страв се обидуваат да одбијат да дежураат, затоа што реално постои проблем. Они не се соодветни доктори со она што им го дава интерна медицина. Програмите ќе бидат унифицирани за сите 3 медицински факултети во земјата со еден стандард и ист квалитет на обука.